11 минути по 8 часот, нова тема која што е подеднакво актуелна и за која треба да говориме. Споменав и пред малку во најавата, преку глобалната мрежа од речиси половина милион вработени лица и над 17 милиони волонтери Црвениот крст и Црвената полумесечина действуваат како сила за позитивна промена во општеството. 8 мај е нивен ден, како ќе се одбележи, тема на разговор со Александра Ристовски од Црвениот крст. Добро утро, нека е честит денот, Александра. Добро утро, ви благодарам многу. Благодарам за поканата, како за просторот и времето кој што ни овозможуваат и благодарам за честитките. Ја мобилизирате моќта на хуманоста низ годиниве секаде каде е потребно. Токму така. Црвениот крст на Македонија е дел од глобалната мрежа на меѓународното движење на Црвениот крст и Црвена полумесечина, која што брои 192 членки, што значи дека сме присутни во 192 земји. Тоа е значи речиси во секоја земја постои канцеларија на Црвениот крст и Црвена полумесечина, значи чука нашето срце кое што ја шири хуманоста на секаде. Всушност идејата е за одбележување на 8 мај е во чест на Анри Динан, кој што е нашиот основоположник, кој што е всушност таткото на Црвениот крст, кој што беше во потокле од Швајцарија и денеска се слави, да речам, неговиот лик, односно големата идеја дека е потребно да постои некоја хуманитарна организација која што ќе помага и во војни услови, бидејќи таква почна целата приказна, да речам, пред повеќе од 160 години, но да речам и денеска дека е потреба дека имаме такви канцеларии и во време кога немаме војни, бидејќи народот, жителите имаат потреба од Црвениот крст и во мирнодопско време, што значи поддршка на бездомните лица, социјални случаи, младите, старите и да речам сега некои нови програми кои што ги развиваме во изминатиот период, тоа е поддршка за старите лица во домашни услови, поддршка преку личните асистенти, помагатели и многу други нешта по кои што веќе сме, да речам, доста познати. Денешниот ден глобално се одбележува со најразлични активности, како ќе се одбележи во Македонија? Така. Секако дека темата, главната тема е секаде иста, тоа е дека се што правиме доаѓа од срцето, така да хаштаг, да речам, ќе биде на секаде во целиот свет, каде што ќе се промовираат активностите и се она што е сработено во текот на минатата година. Во рамките на нашето национално друштво, да речам и во главниот град во Скопје, ќе биде организирана теренска активност со една централна манифестација. Централната манифестација ќе се случува кај порта Македонија со почеток во 11 часот, каде што во соработка и со поддршка на нашите долгогодишни партнери Македонски пошти ќе биде промовирана поштенската марка, нешто што го правиме ние традиционално и таа понатака ќе биде во употреба и да речам на среќа на нашите колекционери, значи уште една марка, да речам, со ликот и со знакот на Црвениот крст ќе биде збогатена, значи во нивните колекции. Тука ќе имаме свечано обраќање од страна на нашиот претседател на Црвениот крст на Македонија, секако од представникот на Македонските пошти, но засилени и со партнерите од Лукойл, бидејќи теренските активности исто така започнуваат во 11 часот. Акцент некако оваа година ставивме токму ние на првата помош, бидејќи знаеме колку е важна, колку спасува живот и сметаме дека е важно секој да ја познава, не само возачи, не само шофери, туку да речам и мајките во домовите и младите, затоа ги практикуваме сите оние надпревари кои што ги имаме и секој еден, да речам, човек. Во 11 часот почнуваат тие 5, да речам, теренски активности на 5 различни локации, една пред порта Македонија и 4 на бензинските пумпи на Лукойл, која што се во автокоманда, во Влае, во Кисела вода и во аеродром, каде што нашите тимови, да речам, некаде бројка околу 7-8 во соработка со СВР Скопје ќе се стопираат возачите за да биде проверено нивното знаење по првата помош. Ќе бидат изнесени од возилото, ќе се разговара дали ги имате потребните кутии, дали знаете да санирате некоја повреда. Ќе има, значи, и лица кои што ќе бидат повредени, кои што се нашминкани, да речам, од страна на нашите шминкери за кои што имаме посебни курсеви и каде што они ќе се обидат да направат, но колку не знаат да го направат истото, секако ќе се вежбаат и нашите лекари и парамедици ќе го покажуваат истото. Еден разговор, еден позитивен и на крај подарок кој што е поддршка, да речем, од нашите партнери Лукойл, во кој што секој возач добива едно пакетче, едно мало несесирче, да речем, за во возило со сите оние елементи кои што се важни за првата помош. И секако покана за тој некој освежителен курс кој што сметаме дека е важно на годишно ниво да се практикува и промовира. 8 мај е исклучителна можност за да се одаде признание и на милиони професионалци и волонтери кои многу посветено работат низ годиниве. Ги имате ли доволно во Македонија? Така, ги имаме доволно со тоа што
никогаш не е доволно, да речам. Секогаш може и повеќе, бидејќи колку што сме повеќе на број, толку стигаме подалеку и влегуваме на врати каде што никој, да речам, не влага. Различни се активностите кои што ги правиме, различна е потребата во одреден период на годината и низ годините кои што поминале. Знаете како кога се случуваат кризи, секако дека бројката на луѓе кои што се и волонтерски ангажирани и професионално мора да биде секако поголема. А некако ние не застанавме со кризи во изминатите 20 години, да споменам последната, да речам, со ковид, но и се она што се случува со мигрантските кризи кои што не застануваат и, да речем, Црвениот крст е активен со своите мобилни тимови. Така да тука се оние професионални тимови кои што даваат секојдневно подршка. Но регрутирањето и работа со волонтерите трае во текот на целата година, бидејќи голем дел од нив стануваат и стартуваат како млади волонтери од 13-15 години со нивно вклучување во младинските клубови, потоа продолжување, да речем, во некои посериозни тимови за одговор при катастрофи, кои што имаат многу вежби во текот низ годината и потоа дури приклучување, да речем, како професионални лица или, да речем, во мигрантските тимови кои што директно работат со луѓето на терен. Така да мора да постојат некои интересни алатки, програми со кои што ние нив ги регрутираме, ги привлекуваме и ги задржуваме, да речем, во редовите на нашата организација, кај што делуваме одговорно и сметаме дека мора така да делуваме, да создадеме млади луѓе кои што се општествено одговорни, кои што се мотивирани да прават позитивни промени во заедницата. И тука сакам кратко да се задржиме. Изминативе случувања во Србија не само што не вознемирија, него емотивно се уште не можеме да излеземе од целата оваа приказна. И тука на големо се дискутира како да го задржиме вниманието на младите, како да ги научиме на вистински вредности, како да им најдеме ангажман кој што ќе биде соодветен на нивната возраст, кој што ќе ги научи на нешто корисно. Волонтеризмот во Црвениот крст е идеална можност за тоа. Така, се согласувам. Она што го читав, последните истражувања на Институтот за социолошко-политички правни истражувања велат дека младите од 6 до 8 часот во текот на денот поминуваат на социјалните медиуми. На поголем дел од нив не се сеќаваат информациите кои што едноставно им влагат во глава, поголем дел од нив се, да речем, негативни, кои што и негативно им влијаат на нив како личности. Она што го прави Црвениот крст е всушност се обидува и се бори да ја смени нивната дневна рутина, што значи дека да го намалиме бројот кои што го поминуваат на социјалните медиуми, туку да дојдат во организација или во организации кои што нудат една можност и да станат подобра личност на самите себе си, преку тимската работа, преку надградување на своите лични вештини и капацитети, но и преку поддршка во заедницата. Ние нив ги обучуваме како тие да прават истражување во заедницата. Иако се малечки, да речем на 15 години, нашето искуство кажува дека они имаат капацитети да прават истражување. На кого што му е потребно, потоа да организираат одредена активност и акција и да спроведат до крај комплетно реализирање на целата програма. Какви се младите со кои вие работите? Така, јас конкретно работам со прекрасни млади, би кажала. Работам ПХВ програма која што е една од алатките на регрутирање на млади во нашата земја. Последните 20 години по 1200 млади регрутираме секоја година кои што изработуваат токму вакви мали проекти за добробит на заедницата. На 10 мај ќе бидат поднесени проектите од оваа година и некаде е бројка околу 160 проекти кои што ги очекуваме, преку кои што младите помогнале на повеќе од 3000 луѓе. Навистина тоа се големи бројки. И тие се во еден момент краткорочни промени. Тие направиле, помогнале на некого и тука го смениле неговиот живот. Некаде се краткорочни, некаде се долгорочни. Но промените кои што ги прават они самите на себе се долгорочни, бидејќи тие стануваат подобри верзии од самите себе си и таа хуманоста која што им се всадува никогаш не може да ја тргнат. И верувајте дека патот по кој што ќе се движат понатака ќе биде еден позитивен пат во кој што тие ќе ги регрутират и своите младинци, врсници, соученици да се приклучат, да речам, на патот по кој што тие се движат. Основната мисија на Црвениот крст низ годиниве е хумано да делува, но и да поттикнува хуманост. Каков е печатокот еве за крај на разговорот? Хумано општество ли сме, Александра? Јас мислам дека да, но секако постои простор да се подобрат уште некои нешта, бидејќи таа хуманост е поврзана со многу нешта, што им се нуди на граѓаните, какви се програмите, какви се алатките, каква е економската состојба, да речам, каква е менталната состојба на една нација, потоа да речам што е тоа што се пласира, што е тоа што се промовира, кои се ликовите кои што се, да речам, инфлуенсери во нашата заедница. Сето тоа мора да биде, да речам, позитивно за да може да градиме ние, да речам, еден позитивен имидж, така да од сите нас заедно зависи колку сме сплотени, колку заеднички работиме за да ги промениме нештата. Ние ќе работиме заеднички во годините кои што следуваат, верни партнери сме едни на други. Благодарам за разговорот во Македонија. Благодарам и на вас, убав ден. До следна прилика. Секако, до следна